Почитувам подпредседателя на Владата на Република Македонија, господин Оливер Спасовски, почитуван министер задолжен за диаспора, господин Едмонд Адеми, почитуван државен секретар во Министерството за одбрана, господин Драган Николич, почитуван државен секретар во Министерството за надворешни работи, господин Виктор Димовски, почитуван државен секретар на Министерството за внатрешни работи, господја Магдалена Несторовска, почитувани екселенции, почитувани директори, градоначалници, колеги, драги пријатели, драги и почитувани ученици и наставници, драги граѓани, представници на медиумите. Добар ден и добродојдовте на ово значајно одбележување на 13 години постоење и работа на Дирекцијата за заштита и спасување, државна институција која што е дел од безбедносниот систем на Република Македонија. На почетокот од моето обраќање, денеска сакам да се навратам на моментите кога пред 9 месеци прв пат зачекорив во оваа институција. Состојбата беше катастрофална од секој аспект. Финансиски, дирекцијата е затекнав со долг од 70 милиони денари и со преку 40 милиони денари ненамирени судски, адвокатски, трошоци за извршители и други давачки поради неисполнување на законските обврски. 10 години во континуитет за ставката капитални инвестиции не се одвојувал ниту дена. Дирекцијата ја затекнав кадровски неекипирана и со евидентен недостиг на опрема. Со отсуство на имплементација на законски прописи и законска регулатива во оваа област. Незаконски се издавале стотици лиценци на правни и физички лица за сервисирање на противпожарни апарати, стабилни системи и хидрански мрежи, доведувајќи ја целата заедница во опасност и во заблуда. Сега дирекцијата работи на целосна истрага и жестоко се справува со актерите на овој фалсификат, зашто веќе се покренати соодветни правни постапки. Евидентни беа последиците од нестручното менаџирање со ресурсите и непочитување на регулативата, што пак резултирало со срушен рейтинг на оваа значајна институција. Но како прв менаџер, именуван од председателот на Владата на Република Македонија господинот Зоран Заев, откако ја скенирав состојбата, заедно со мојот тим ги поставивме императивите. Да ја вратиме изгубената репутација на Дирекцијата за заштита и спасување, за да биде нашата земја безбедна и модерна европска држава. Воспоставување систем за заштита и спасување на ниво на цела држава. Кадровско доекипирање и опремување на тимовите за заштита и спасување. Само за неколку месеци ја вратен речиси половина од долгот, а до крајот на годинава планираме намирување на обврските во целост. Како нов тим, започнавме со темелни реформи во дирекцијата, каде низ дебата во која ќе бидат вклучени домашни и странски експерти, интензивно и посветено ќе работиме во насока на исполнување на обврските од сите сфери на нашата дејност. Ќе работиме на исполнување на превенцијата, плановите, едукација, надзор врз спроведување на мерките за заштита и спасување. Во оперативниот дел, денеска за прв пат го конституиравме Републичкиот штаб за заштита и спасување. И во оваа прилика сакам да им честитам на членовите кои што се исправени пред одговорни обврски и задачи. Почнавме со ревидирање на постојниот и резервниот состав на силите за заштита и спасување, како и тимовите за брз одговор. За прв пат навреме ги сервисиравме воздухопловите, согласно со законската процедура, така што воздухопловите сега се целосно подготвени за дејствување. Набавивме нови униформи за пилотите, а од тек е набавка на униформи за дел од припадниците на силите за заштита и спасување. Согласно со НАТО стандардите обучивме пиротехничари и деминери. Формираме оперативен центар и центар за обука како значајни проекти за нашето функционирање. Дирекцијата ја засили соработката и со домашните партнери. Црвениот крст,
на Република Македонија, бизнис заедницата, високообразовните институции и факултетите, граѓанскиот сектор. Дирекцијата е унапреди соработката со делегацијата на Европската Унија, со представништвата на меѓународните владини и невладини организации, како што се ОПСЕ, ТИКА, UNDP, ГИС, со акредитираните дипломатски представништва во Република Македонија. Паралелно, еден од приоритетите на новиот менаџерски тим е работата врз проекти за унапредување на регионалната соработка, а ефектите од заемната и несебична помош меѓу земјите во регионот многу пати е потврдена. Дирекцијата за заштита и спасување паралелно работи и на полето за јакнење на нејзиното учество во меѓународните активности. Подпишавме билатерални договори со сродни институции од неколку соседни држави, со цел соработка во услови на елементарна непогода. А наскоро ќе бидат подпишани и нови договори со институции од државите, од другите држави од соседството. Веќе работиме на проект што ќе го реализираме со сродни институции од трите соседни земји – Грција, Албанија и Бугарија. Дирекцијата е вклучена во повеќе меѓународни проекти со што ќе се овозможи и постепено доопремување на институцијата. На наша иницијатива, за прв пат, Европска Унија ќе спроведе ревизија врз целиот систем за заштита и спасување. Со овој инструмент ќе се добие целосна слика за состојбите, но и потребните насоки што се услов за напредок на дирекцијата согласно со европските стандарди. Преку механизмот за цивилна заштита на ЕУ, дирекцијата активно учествува во бројни обуки и е дел од низа регионални иницијативи. Иако скромно, но сепак дирекцијата во соработка со Министерството за одбрана го дава својот придонес во активностите на НАТО. Посебно сакам да ја истакнам соработката и поддршката на владата на Република Македонија, соработката со Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за надворешни работи, како и надлежните институции и од извршната власт и локалната власт, што е услов за квалитетно, ефикасно и ефективно работење на Дирекцијата за заштита и спасување. Почитувани, има ли нешто повредно од човечкиот живот? Две се основни начела врз кои се темели заштитата и спасувањето. Прво, секој има право на заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. Второ, во заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи приоритет има животот и здравјето на луѓето. Овие два постулата се темелот и основната причина за која е основана оваа институција. Затоа должни сме да го вратиме местото што и припаѓа на дирекцијата како институција во сршта на безбедносниот систем на нашата држава. Нема импровизација кога спасувате човечки живот. Апелирам да се врати вниманието на пошироката јавност кон виталното значење на цивилната заштита и да се подигне свеста на граѓаните, почнувајќи од најмалата популација. Пред нас и пред безбедносниот систем на државата стојат нови предизвици, кои што бараат соодветен одговор. Во таа насока се неопходни реформи, постојани и создавање нови оперативни структури во цивилната заштита и во другите безбедносни структури. Наша крајна цел е интегриран систем за сеопфатен одговор. Цивилната заштита мора да се врати во образовниот систем, зашто покренавме иницијатива и со Министерството за образование и науки, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Но моите заложби како директор на оваа институција се да ги обединиме сите релевантни структури, институции и учесници во процесот на градење силна и ефикасна, опремена и екипирана дирекција за заштита и спасување, која што е подготвена на највисоко ниво да одговори на задачите за кои што е впрочем и формирана. Сега сакам да им се обратам на постојниот и резервниот состав на силите за заштита и спасување, на припадниците на тимовите за брз одговор и на сите вработени во дирекцијата. Погледот треба да ни биде секогаш само напред. Ова што денеска го правиме, она што утре ќе го направиме.
Ќе биде пример за идните генерации, за младите, за да знаат како треба да ги градат вистинските вредности во животот и врз нив да ја темелат својата и иднината на заедницата. Затоа бидете горди кога им служите на својот народ и својата држава. Бидете горди кога спасувате животи надвор од границата од својата земја. Сакајте ја својата држава. Почитувани пријатели, поради сето ова, со мојот тим одлучивме да го одбележиме овој роден ден на Дирекцијата за заштита и спасување, за да се собереме сите заедно, за да и го обратиме местото што го заслужува во безбедносниот систем во државата, за да се подсетиме дека наша обврска е да градиме безбедна и сигурна иднина за сите нас. Драги гости, на крајот сакам да ви се заблагодарам што денеска ни укажавте чест да бидете дел од ова чествување, од нашите заложби да го вратиме изгубениот рейтинг на дирекцијата. Нека е честит роден денот, нека се редат и множат само успеси. Ви благодарам.